Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Огромен интерес за пливачките школи и за рекреација на отворениот базен. Дебарско-Кичевската епархија доби нов митрополит. Градоначалникот Пецаков оствари средба со амбасадорот на Чешка. Достапно електронското закажување термини за издавање документи. Израелскиот министер за одбрана предложи изградба на хуманитарен град за палестинците во Газа. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро и топло време со појава на локална облачност. Во вторник над Европа активни ќе бидат 3 одделни циклонски системи кои што ќе условат нестабилност над најголем дел од Европа, при што се очекуваат врнежи од дожд, а локално и поројни врнежи и појава на невреме. Претежно сончево и топло време се очекува на Пиринејскиот, Апенинскиот и поголем дел од Балканскиот полуостров. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во крајните источни предели ќе има појава на локална облачност и развојна нестабилност со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 37 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и посвежо со благо опаѓање на дневните температури. Во попладневните часови постојат услови за развојна нестабилност, која што може да услови слаби локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури ќе се движат во интервал од 13 до 23 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 27 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Голем број деца од Охрид учат пливање на отворениот пливачки базен Атина Бојаджи. На припреми доаѓаат и пливачки екипи од странство. Охрид има капацитет и услови. Се работи на развој на спортски туризам. Стотици деца од Охрид почнаа да учат пливање во пливачките школи. Огромен е интересот за користење на отворениот базен Атина Бојаджи на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Дополнително, пливачки екипи од странство доаѓаат на припреми во главниот туристички центар и оваа сезона на радост на децата ќе бидат организирани и водени лудории. И за годинава имаме, ќе има надпревари од државен карактер, ќе имаме од меѓународен карактер, меѓународни митинзи, ќе ги имаме водените лудории, ќе имаме најавени се екипи од Србија и од Турција за припреми во овој пливачки базен, така ќе биде исполнет. Пливањето е еден од најважните спортови за психофизичкиот развој на младите. Важноста е огромна, и јас сум поранешен пливач. Можам да ви кажам дека и од медицински аспект пливањето се препорачува за многу болести, за многу рехабилитации и сметам дека базенот е од огромна важност за овој град, како за туризмот, така и за здравствениот туризам. Охријани со нетрпение го очекуваат и завршувањето на изградбата на затворениот пливачки базен, со што во градот ќе се овозможи пливање во текот на целата година, а не само во летните месеци. Можам да ви кажам, за успех на еден пливач мора да има преку цела година пливање, не само 2 месеци. Дури и кога во подосежна фаза, во понапредна фаза се тренира и по 2 пати во ден пливањето. И за да успееме, за да имаме пливање во овој град, а сите знаеме дека имало доста големи таленти кои потекнуваат од овој град, мора да имаме базен за преку цела година. Со завршување на изградбата на затворен пливачки базен и со овој базен ќе се врати преку цела година пливањето. На зима ќе се тренира таму, а на лето овдека. Во тек е подготовка на проект за целосна реконструкција на отворениот базен Атина Бојаджи, со цел да се уреди комплетно просторот и да биде уште поубаво катче за пливачите. Депарско-Кичевската епархија го доби новиот владика. Со божествена литургија во Катедралната црква Света Софија беше хиротонисан и устоличен владиката Георгиј. Во Катедралната Света Софија во Охрид хиротонисан и устоличен новиот владика на Депарско-Кичевската епархија. На свечената церемонија архиепископот македонски господин Стефан пред царските двери во велелепниот храм го предаде архиерејскиот жезол на митрополитот Георгиј. Денес се радува земјата и небесата, затоа што древниот Охрид доби достоен владика, рече господин Стефан. Денес добивме архиереј достоен на своите предци, пастир кој, како што некогаш Елисеј го беше зел кожувот на Илија за да ја продолжи неговата служба, и тој ќе ги земе на себе добродетелите од своите блажено покоени предци и ќе го продолжи нивното свето дело. Денес добивме првосвештеник кој што го има Аврамовото послушание, кој е милостив како Јосиф, храбар како Естира, доблесен како Ное, честит како Даниил, верен како Рут. Добивме митрополит кој му пее на Бога како Давид,
кој се бори за вистината на верата како Илија. Новиот духовен водач на Рибарско-Кичевската епархија, кој денес стана 13-тиот митрополит на Македонската православна црква, во својата беседа изразувајќи благодарност до синодот рече: "Не доаѓам со големи планови, но со искрена љубов." Од Господа не барам да бидам успешен, туку верен, нему и на црквата, а даруваниот крст смирено да го примам и цврсто да го носам. Молете се за мене за да не заборавам дека сум последен во редот на прва одговорност и барем малку да бидам пастир како што овој македонски крај и овој град заслужуваат. Новиот владика на Рибарско-Кичевската епархија доаѓа на местото на митрополитот Тимотеј, кој се упокои во ноември лани. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска оствари протоколарна средба со амбасадорот на Чешката република во земјава, неговата екселенција Јарослав Лудва. Двете страни размениле мислење околу идните чествувања посветени на светите браќа Кирил и Методи, со можност чешки уметници да настапуваат во културниот дел на празнувањата во Охрид. На средбата станало збори за истражувачки проект кој заедно го реализираат македонски и чешки студенти по археологија, а биле разгледани и можностите тие да добијат логистичка поддршка од општината за истражувањата кои ќе бидат наредната година во Охрид. Амбасадорот Лудва деновиве престојува во Охрид, а по повод вечерта на чешка музика во рамки на фестивалот Охридско лето, што денеска се организира во црквата Света Софија. Концерт во спомен и чест на Андреј Лаброски. Во организација на вокално-инструменталниот состав Билјана од Охрид во среда 16 јули со почеток во 19 часот на плажата Сараиште ќе се одржи годинашното издание на концертот Пријателите во чест на Андреј Лаброски. Влезот е слободен, но ќе биде поставена кутија за донации. Собраните средства ќе бидат донирани за набавка на медицинска опрема за педиатриското оделение при Општа болница Охрид, информираат од ВИС Билјана. Повторно достапни закажувањата за термин за нова лична карта, возачка дозвола и пасош. На барање на граѓаните, Министерството за дигитална трансформација ја информира јавноста дека електронската апликација за закажување термин за издавање на лични документи повторно е достапна преку националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Граѓаните сега можат брзо и лесно, без чекање и без гужви, да закажат термин за издавање на лична карта, пасош и возачка дозвола. Процедурата е едноставна и достапна од било кој електронски уред, информираат од Министерството за дигитална трансформација. Горивата од Нокеска на полноќ поскапуваат за £1,5, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер БС-95 ки изнесува £75,5. Евросуперот БС-98 ке се продава по цена од £77,5 за литар, а евродизелот за £71,5. Новата цена на екстра лесното масло за домаќинство од Нокеска на полноќ ки изнесува £71 за литар. Цената на мазутот ќе се зголеми за £1, со 100 кг мазут ќе чини £40,5, соопшти Регулаторна. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!